Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, се наоѓаме на неколку дена пред вториот круг од Охрид, од Балканскиот Ерусалим. Ја праќаме пораката дека развојот на овој убав македонски град мора да продолжи. А тој ќе продолжи само ако сите се обединиме околу политиките што гарантираат напредок, економски раст, но истовремено и заштита на ова преубаво светско природно и културно наследство. Исходот од овие избори го одредуваат правецот по кој ќе се движи општина Охрид и нејзините граѓани. Дали тоа ќе биде редот, правдата, правичноста и вложувањето во граѓаните и економскиот развој или неправдата, уништувањето на градот и езерото и трошењето на парите во криминалните тендери. Како централна власт во овие 4 години бележиме важни економски успеси и тоа е потврдено со бројни статистички податоци и параметри. За само 4 години сите плати се во просек зголемени за над 6000 денари, невработеноста ја намаливме под 15,9%, за 300% ја зголемивме социјалната помош, обештетивме 13.000 стечајни работници, воведовме државна социјална пензија и многу позитивни работи за народот. Преку државната помош за надминување на последиците од пандемијата, одвоивме 10 милиони евра за помош на хотелиерите преку мерката ваучер за туризмот. Покрај минатата година се спроведе и оваа година. Грижата за заштита на Охридското езеро ја покажавме и преку зачувување на статусот на УНЕСКО, но и преку преземање на колекторскиот систем во кој вложивме над 4 милиони евра. Со повеќе од пола милиарда денари го помогнавме Охрид во неговата намера за целосно одблокирање. Сето ова ја потврдува нашата намера за вложување во граѓаните, во општините, во сето она што е важно за да се подобри квалитетот на живот во секое населено место. Затоа ги повикувам сите граѓани да се обединиме и на 31 октомври да гласаме за да продолжи грижата за граѓаните, да продолжи заштитата на животната средина, да продолжи локалниот економски развој и парите да продолжат да се враќаат назад кај граѓаните. Да гласаме да продолжи развојот на Охрид, да гласаме за бројот 12, да гласаме за Константин Ѓоргиевски. Благодарам.